Жителите на Луковица секој 2 август го одбележуваат празникот посветен на светиот пророк Илија Илинден. На 36 километри оддалеченост од Тетово и на надморска висина од 900 метри се наоѓа населеното место Луковица. Во ова село живеат само 50 на активни жители, а денеска имаат двојно славје. Селската слава и се крштева најмалиот жител на селото. Празникот започна рано наутро во манастирската црква Свети Илија со света божествена литургија, извршена од прота Мирко Станковски, кој го изврши чинот на мал водосвет и режење на славските колачи, принесени од кумовите. Самото име Илија означува сила Господова и целата младост ја поминал во молитвеност и богомислие, прелекувајќи со чисто во пустината, во тишина и радостување да се моли на Господа Бога. Во тоа време еврејското царство било поделено на 2 дела, на Јудино и Израилево, и овие царства не само што се поделиле, туку често едни со други се сметале за непријатели и меѓусебно војувале. Често ја напуштале својата вера, ги забоставувале своите обичаи и својата боготлина вера, усвојувале туѓа незабожечка вера и обичаи, и тоа особено го правеле израелевите цареви, го отврлале унаштек Божјо и барале со луѓето. Престанале да принесуваат жртва на вистинскиот Бог и подигнале храмови и олтари на божечките лажни богови. Во тоа време посебни предначал израелскиот цар Ахав, за кого во Светото писмо се вели, и правеше Ахав зло пред Господа повеќе од сите оние кои беа пред него. Му служеше на божечкиот цар Бог Ваал, и сото Ахав го разневи Господа Бога и на Израелот. По царот се повел и народот, и поради таквото беззаконие Бог преку пророкот Илија не дозволи да падне дожд 3,5 години. Ова традиција од 1962 година со стариот манастир, а наставено е до ден денеска, од кој имамо доста гости од Полошко, Скопска или цела Република Македонија. Исто така се више подстано да крштева деца, од кои ова е 4-то дете што ќе се крштева денеска. Имавме едно лани, едно годинава. Имамо ние секоја година 11, уствари вака беше прво да објасним почетокот. Значи кај јас станав председател на сум 15 години, беше еден го сносеше трошокот манастирот до 5 кума, после зголемивме до 11 со паричи. Се пријавува доброволци и така да на сите куми што се 11 добија паричини. Значи у лепчето има париче и секој кум дава бесплатен ручек, пошто го зголемивме да види трошокот на кумовите. И таа традиција се изменена од старо, сега е нова традиција, значи сите може да до 15 кума да се стави кој сака. Паричките во славските колачи традиционално ги одредуваат кумовите за до година. Овој Илинден дури 4 парички паднаа во семејството Милошевски. Јас овде живеев 20 години и бев оделенски наставник во село и доаѓам секоја година, али фамилијата од сопругот ми е од ова село. Милошевска Билјана. Тука сте? Да, мислам тука живееме во село Луковица и сега ми паѓа после 21 година прв ми паѓа паричето. Ми падна на сите 4. Мислам, ми сме 4 јатрави, на сите ни падна од цела фамилија. И сега многу сме среќни и весели. Голема беше радоста и кај другите кумови. Сега за сега сум пријатно изненаден, прв пат тука и годинава паричката падна кај мене. Се надевам дека ќе имам и убави моменти наредната година. Со Господ напред ќе се гледаме секоја година за убаво само. Не сте од тука, што ве поврзува? Па вака, не сум од тука, од Скопје сум. Иначе имаме донација дајна тука, па дојдовме како представници и за убаво еве се падна паричката. Дел од прославата во село Луковица беа и селениците од диаспората. Меѓу своите најубаво, велат тие. Ние сме дојдени од Детройт, од Америка. За прв пат доваѓаме овде во Луковица. Природата многу убаво, веселбата, народот многу привлачен и како да ви кажам, се убаво. Се надевам дека за другата година пак да дојдеме. Секој пат кој се наоѓаш на вакви места, тоа е еден чин во животот. Да прв пат доаѓаме овдека во Луковица, значи имам доста познати пријатели кои се вратим назад во Детройт, ќе им кажам дека нивното село е весело и многу природа убава,
дивота за живење овдека. Со цел развој на селскиот туризам и враќање на животот во Луковица беше покрената иницијатива за изградба на конаци. Се уште стои апелот до секој кој е во можност да помогне во целосно реализирање на оваа замисла, преку која ќе се создадат можности за сместување на гости во селото. Имамо 2 соби при крај, уште 2 горе, значи 4 соби има и трпезарија огромна и 2 вециња со ходник. Али би апелирал до сите донатори или физички лица кои може да ни помогне да завршиме конакот и секој ќе биде доступен до тој конак да дојде во природа да види што е природа во село Луковица. А ние до негде успеавме 80 до 90% сите иселеници да ги вратиме назад. Од кој дел овде има традиција, секоја фамилија си има маса посебна, што кај вручина еве секој фати ќе иде све под шума. Ќе видите вие тоа традицијата останува, меѓутоа ние се трудиме да понатаму и за тие што ќе доаѓа како црковен одбор да им направиме простор и место и за тие да биде, од кој веќе гледате околу имамо клупи. Се надавамо со во задниот дел за манастирот тука за гости да прошириме надоле низ шумава, да го израмниме мало, за така да што поголем број луѓе да си има своји места кај ќе дојде да престап. Минатата година манастирската црква Свети Илија чествуваше јубилеј 20 години од нејзиното возобновување. Прославата на празникот продолжи со ручек за присутните гости, приреден од комовите, општо народна веселба во кругот на црквата, а потоа и во домовите на жителите на селото.